доктор Христијан Мицковски, почитуван подпредседател, почитувани колеги градоначалници, советници, почитувани присутни. Изминаа 100 дена од како дадов ветување пред жителите на Зелениково дека несебично ќе се заложам за подобрување на условите за живење во нашата општина. Голема чест е, но уште поголема одговорност да се биде градоначалник на општина која има енормен развој, која е блиску до автопат и од аеродром, а сепак во минатото изостануваа капитални проекти како и поголеми странски и домашни инвестиции. 100 дена посветена работа резултираа со зголемување на довербата помеѓу општината како институција со жителите, како продукт на поголема транспарентност во работата, како и достапност од моја страна за секој еден жител кој имал потреба да ми се обрати лично. Иако за отворен ден го посочивме четврток, вратите од мојата и канцелариите на мојот тим се секојдневно отворени. Јас како градоначалник сум достапен за секого, секој повик е навремено одговорен, дури и надвор од работното време. За жал, но и за наша среќа, имавме прилика да учиме од негативниот пример на претходната локална власт, колку е важна транспарентноста на една институција, бидејќи отвореност не постоеше, туку само селективна комуникација со одреден круг на граѓани, а впрочем никаква консултација во однос на проекти и активности. Очекувањата и реалноста, за жал, не секоја се совпаѓаат. Како ново раководство, наместо да се фокусираме на нови проекти, на подобрување и промени, нас не успоруваа нередот и неодговорното работење од страна на претходниот градоначалник на општина Зелениково, кој покрај неговите тврдења дека ја остава незадолжена општината, ни остави еден куп долгови. Во изминатиот период утврдивме дека со случен договор за набавка на возило скип по пат на финансиски лизинг направено е долгорочно задолжување на општината во износ од 5.629.000 денари. Останува за исплата повеќе од половина. Детските игралишта, кои се градени за време на изборен циклус за локални избори, а чиј договор е склучен практично пред изборите во август 2021, чинат 3.180.000 денари и за истите општината немаше ни денар платено. Важно е да се знае дека детските игралишта се поставени на неадекватни и небезбедни локации. Во иднина тоа нема да биде пракса на општината. Општината по пат на кредитно задолжување, врз основа на договор склучен со Министерство за финансии за реконструкција на локален пат село Зелениково, село Стрехојадица, е задолжена со износ од 12.208.000 денари, на кој износ дополнително се пресметуваат полугодишни камати. Склучен е договор за изведување на работи на регулација и уредување на дел од речно корито на Зелениковска река, и тоа во износ од 3.057.000 денари. Истата таа сума останува за исплата. И покрај тоа што во договор за реконструкција на локални улици предвидена е исплата на ДДВ, од страна на претходното раководство прифатени и исплатени се времени ситуации без пресметен ДДВ, кој изнесува 699.000 денари. Од јавното комунално предпријатие Зелениково имаме затекнат долг од вкупен износ од 41 милион денари. Во почетокот од мандатот започнавме со ревидирање на сите започнати проекти. Се заложивме кон нивно довршување, а исто така започнавме неколку нови проекти, па така. Во завршна фаза е изведба на работи за реконструкција на локален пат село Зелениково, село Стрехојадица. Во финална фаза е и реконструкција и реновирање на Зелен пазар. Моментално се подготвува и нова локација за пазарот. Во првата недела од мојот мандат изготвена е проектна документација за изградба на нова детска градинка со јасли и за истата е поднесена апликација во Министерството за труд и социјална политика за обезбедување на средства. Обезбедени се средства за реконструкција на крак 1 од улица 10 во село Зелениково. Во тек е постапка за набавка на ново специјализирано возило за собирање и транспорт на комунален отпад за потребите на јавното комунално предпријатие Зелениково. Помеѓу првите проекти кои ги започнавме е изнаоѓање на решение за водоснабдување на Градовци. Градовци е село со големо значење за Зелениково. Ангажирана беше фирма и извршени се хидрогеолошки испитувања на подземни води во село Градовци. Откако добивме позитивен одговор за присуство на подземни извори на вода,
веднаш пристапивме кон изработка на проектна документација за бушотина на вода, резервар и главен цевковод за водоснабдување на село Градовци. За реконструкција на пат село Орешани, село Зелениково, обезбедена е потребна документација за отпочнување со работа. Во рамките на кампањата против загадување и унапредување на еколошката свест, расчистени се неколку диви депонии на територија на општина Зелениково. Расчистени се и неколку локации во Зелениково, вклучувајќи ги дворните простории на училиштата, пешачките тротоари и просторот покрај нив. Искастрена е нискостеблеста вегетација покрај патот кој ги поврзува Зелениково и Ново село. Извршено е расчистување и продлабочување на одводните канали на територија на општината, кои во услови на оболни врнежи од дожд, поројни дождови представуваат критични точки за појави од поплава. Тампониран е дел од патот за село Тисовица. Во фаза на реконструкција е рекреативниот парк пред општинската зграда. Во завршна фаза е изведба на работите за регулација на дел од речно корито на Зелениковска река. Во фаза на изработка е проектна документација за реконструкција на објект каде се наоѓа здравствениот дом и аптеката. Важно е и да напоменеме дека се забрзани постапките за добивање на решенија за легализација. Услужувањето на жителите е на прво место и приоритет пред се. Во тек на 2022 година од проекти кои што планираме да ги завршиме се следните. Преку ИПА проектот за прекугранична соработка со Србија ќе се набават контейнери за потребите на општината. Ќе се работи на комунална инфраструктура со ново проектиран цевковод од шахтен приклучок до населено место Смесница. Преку Министерството за животна средина и просторно планирање се обезбедени средства за реконструкција на фекална канализација и изведба на колектор во Стрекојадица. Училишната зграда во подрачното училиште Почитувани, ова е импресивно, но ова е само почеток. Ова се само 100 дена. 100 дена во кои што веќе се чувствуваат промените. Промените кои што ќе ја донесат и днината. ВМРО ДПМНЕ тука не застанува, а се обврзуваме дека и натаму ќе продолжиме посветено и транспарентно да работиме во интерес на нашите граѓани.